Интеграција без полноправно членство во Европската Унија, како меѓурешение за статусот на македонските евроинтеграции додека не ги исполниме сите услови. Според аналитичарот Петар Арсовски, е всушност наша засега единствена опција за влез во ЕУ. Учество во Европската економска заедница, но без право на вето и без еврокомесар, е опција која подолго време е актуелна во Брисел за земјите од Западен Балкан, вели Арсовски. Ние треба да ги донесеме уставните измени за воопшто да разговараме за тоа каков можен пакет можеме да добиеме за членство во ЕУ. Мислам дека тоа ќе биде единствената опција за нас, како и за Албанија и за Црна Гора. Значи, некакви суспендирани делумни права во првите 10 години, но не повеќе од тоа. Мислам дека прашањето во основа е дали ние можеме да ги завршиме реформските приоритети во годините кои ни се дадени ако ги одблокираме преговорите, за да го стигнеме овој воз на Црна Гора и Албанија. Ако го стигнеме тој воз, мислам дека и пакетот ќе биде идентичен за нас. Меѓурешение деновиве спомена и пратеникот Антонио Милошевски, бидејќи смета дека во Унијата нема консензус и волја за прием на нови полноправни членки. Тоа што го бараме од Европската Унија од некои земји членки е само поголема искреност, која форма на членство или на асоцијативно придружување или на привилегирано партнерство е реална и стои на располагање. Иако официјален Брисел постојано порачува дека се залага за полноправно членство на Македонија, според Арсовски, тоа е суптилна политичка порака дека топката е во Скопје, а не во Брисел, а домашните задачи мора да се завршат.